Почитувани, ако бројката на ново заразени со коронавирусот беше околу 10% пред 2 недели од тестираните, сега се движи околу 15 до 20% од тестираните лица дневно. Ова е показател дека многу порано требаше да се спроведува она што го предлагавме, поголем број на тестирања, на масовен скрининг, пред се на ризичните групи, на хронично болните, на возрастните и секако на медицинските работници. Бројот на заболени медицински работници, оние на чии што плеки е товарот на справувањето со кризата, од ден на ден е се поголем. Недостасува и лична заштитна опрема. Македонија е единствената земја во регионот и пошироко во која системот комплетно потврли во справувањето со коронавирусот. Ова дополнително е потврдено и од Forbes, со што Македонија не е меѓу првите 100 земји кои се справуваат со коронавирусот. Или Македонија потврли по ефикасноста во спроведувањето на мерките, по откривањето на заболените и по бројот на тестирањата. ВМРО ДПМН веќе предупреди дека податоците за ново заболени ќе се штелуваат со цел да се глуми нормалност. Се поставува прашањето дали на вистина професионализмот на Комисијата за заразни болести подклекна да барањата на Зоран Заев да се спушти бројката на ново заразени, со тоа да не се тестираат оние кои што се можни асимптоматски случаи. ВМРО ДПМН предупредува дека ова ќе се врати како бумеранг. Ова е резултат на однесување на првиот човек на Комисијата за заразни болести, 7 политички директори на клиники назначени од министерот за здравство и самиот министер. На граѓаните и на Македонија им е потребна стручна комисија, а не партиска. Потребно е да се слуша струката, медицината, а не политиката. Потребно е итно проветрување и прочистување на Комисијата за заразни болести. Потребен е свеж ветар. Македонија е црна точка во регионот и пошироко. Сите ги затворија границите за македонските граѓани. Тие се непожелни заради тоа што владата предводена од СДСМ ја стави Македонија во кош со најнебезбедните земји во однос на справувањето со корона кризата. За тоа треба да има одговорност. Ви благодарам на вниманието.